Денеска Македонија навистина е дел од светот. Во исто време, симултано, значи во повеќе од 100 земји, започнува една глобална иницијатива која се залага за подобра иднина, многу нови идеи и се разбира многу профит за сите оние што се инволвирани во претприемништвото. Денес сме тука, значи, да го означиме официјалниот почеток на светската кампања за поддршка и развој на претприемништвото, манифестацијата Глобална недела на претприемништва, значи 2009. Особено ме радува фактот што Република Македонија е дел од големото светско семејство од 77 земји, кој во текот на оваа недела го промовира претприемништвото кај младите луѓе. Истовремено ја користам оваа прилика да упатам голема благодарност до организаторот на овој настан, како и до сите вклучени организации, кои работат на охрабрување на луѓето и земјите заедно да најдат нови, креативни начини за да се дојде до посекуваниот успех. Претприемништвото е исклучително значајно и владата на Република Македонија прилага многу големо значење на развојот на претприемништвото и истовремено на поддршката и промоцијата на малите и средни претпријатија во Република Македонија. Европска Унија со усвојувањето на Лисабонска агенда и Small Business Act покажува колку е важно претприемништвото на малите и средни претпријатија. Самиот факт што 99,8% од претпријатијата во Република Македонија се МСП и вработуваат повеќе од 70% од вкупниот број на невработени е доволен показател за важноста на овој сектор. Во таа насока македонската влада дава висок приоритет на развојот на секторот на малото стопанство, фокусирајќи се на конкретни мерки и активности кои го поддржуваат развојот и подобрувањето на конкурентноста на малите претпријатија воопшто за подобрување на деловно обкружување. Македонија има одличен потенцијал за развивање на млади претприемачи. Не постои недостиг на успешни и мотивирани студенти. Сепак, досега, постоеше недостиг на можности и поттици за тие да почнат да работат. Иако не постојат лесни решенија, треба да бидеме одхрабрени од улогата и поддршката што ја има фондацијата Младински претприемачки сервис и уште повеќе задоволство ми е што ја застапувам владата што ги воспостави ПСМ инкубаторите овде во Скопје. Преку овие настани младите од Република Македонија имаат можност да се вклучат во европските текови и трендови од областа на претприемништвото и со тоа да бидат дел од европскиот простор на слободно движење на идеи како клучен сегмент во интеграцијата на Република Македонија во Европската Унија. Европската комисија претприемништвото го разбира како способност на поединците идеите да ги претворат во акции. Таа потикнува креативност, иновации и преземање ризици, меѓутоа и способност за планирање и управување со проекти. За да бидеш успешен во било што треба да сакаш да го правиш тоа. Значи, за да бидеш успешен во бизнисот, претпоставам дека барем моето мислење тоа дека треба да сакаш да го правиш тоа, значи што си се решил да го правиш. Значи, глупо би било да избереш бизнис во кој што не се наоѓаш себе си, не се поклопува со твоите желби, интереси и хобија. Предприемач бара голема храброст, голема мотивација и енергичност. Тие три карактеристики би ги издвоила како апсолутно неопходни. Не е потребна само идејата. Може да се има идеја, лесно е да се согледа, релативно лесно сега, и тоа некогаш е проблем, меѓутоа релативно лесно е да се согледа што е она што фали на еден пазар или што е она што го има може да се подобри. И од истото нормално да се направи профит. Ќе го напишеме во бизнес план, ќе оставиме на маса на хартија. Тоа за да се преточи во реалност, тука влегуваат тие лични карактеристики на предприемачот. Во Европа, а со самото ќе назва Македонија како дел од Европа,
неуспехот се казнува и на неуспехот не се гледа баш благонаклона. Додека во Америка, значи, неуспехот не е толку страшен, значи, ако не си успел еднаш, кога си започнал бизнес, си пропаднал, значи бизнесот пропаднал, ќе почнеш нов. Значи поентата е да бидат упорни, да не се откажуваат, да се трудат да ги реализираат своите замисли, своите идеи, своите желби, ништа што и да е. Ние сме тука за да им дадеме поддршка во рамките на нашите можности. На лична иницијатива мислам дека е фокусот. Личното внатре човекот да го пронајде и да го оствари и да биде настојчив. Да не очекува и трпелив, да не очекува од денес за утре резултати. Дали има предприемништво овде? Одговорот е фактички на две нивоа. Значи, едно е дали има нагони кај луѓето за нови проекти, да прават проекти и така натаму, да прават проекти за самовработување, да речеме, така тоа во суштина се сведува на тоа. И втора работа, дали тие реално можат тоа да го направат во Македонија. Па јас мислам денес со луѓето со кои се сретнавме, мислам дека многу добро разбираат што е предприемништво, многу добро разбираат што се очекува од еден предприемач, но од друга страна пак оваа група не е релевантна статистички, нели тоа се малку луѓе кои што се специфично заинтересирани за предприемништво. Многу тешко е, значи, да се даде некаква генерална проценка на тоа колку младите луѓе знаат за предприемништвото. Чувство некакво е дека малку повеќе треба да се работи на тој дел ако сакаме позначени резултати во заживувањето на предприемачкиот дух, заради тоа што ние како земја си носиме еден багаж од минатото, од поранешниот систем, комунистичкиот систем во кој бевме, и тој багаж се чувствува. Се чувствува и кај постарите генерации, но за жал се чувствува во еден дел и кај помладите. Постојат многу такви луѓе, многу луѓе такви запознав во сиве овие години, јас што го работам и што го развивам мој проект. Значи, постојат луѓе со најразлични идеи во IT сектор, во издаваштво, во прехранбена индустрија, во земјоделие, ако сакате, во фарми, во фармерство. Постојат луѓе со разработени проекти, значи, за таа работа. Постојат млади луѓе кои сакаат да работат и тоа се вклопува во она што значи генерална политика, што ја води секоја влада во овие години, барем декларативно кажува дека ја води, а тоа е политика на самовработување и промовирање на услови за младите луѓе да отпочнат своји проекти за самовработување. Во суштина, предприемништвото некаде тука почнува. Значи, кога еден млад човек ќе реши да не бара работа во јавна администрација или да не бара работа во образование, и тој вели, а што сега јас да правам, и сега почнува да размислува во тој правец. Да бидам искрен, мислам дека постои предприемништво, значи верувам дека бројот на компании кои што во моментот се отворени во Македонија истото ќе го покаже као процентот од бројот на жители. Може би луѓето не го разбираат тоа као предприемништво, може би зборот не им е доволно познат, меѓутоа искуството покажува дека постои. Сега дали во правилна насока се канализира тоа и на кој начин тие луѓе ги спроведуваат во дело своите идеи, тоа е веќе, значи, друга тема за дискусија, и тука мислам дека можеби треба малку да се влезе во насока на обука на сите тие луѓе, значи на кој начин би требало да бидат успешни предприемачи. Дали може тоа да се направи во Македонија? Тука одговорот е практички дека многу е тешко сето тоа тука да се направи. Зашто? Заради тоа што не постои систем во Македонија
се уште изграден, каде што општеството ќе препознае добар проект, например, добра идеја или овој настане можеби обид тоа да биде, например, овде да се слушнат многу идеи, многу млади луѓе да кажат што мислат да работат, да го предложат својот проект, да го споделат со некои што веќе направиле своји проекти и така натаму. Меѓутоа, моето сега интимно прашање е што после овој проект, што ќе се случи сега после ова, значи, или после моето интервју што јас сега ќе го кажам и ќе кажам што мислат младите луѓе, нели, во тој дел. Значи, овде имаме во Македонија постојат слаби рецептивни органи, значи да се прифати една идеја. Второ, постои слаб банкарски систем што може да го препознае сето тоа како добар проект за да се финансира. Но IT секторот има една друга специфика, а спецификата е тоа дека во IT секторот локацијата на која се наоѓате е се помалку важна. Значи, тој овозможува некој кој има добра идеја лесно да стане глобална операција, ако таа идеја навистина е добра и некој навистина добро ја реализира. Во тој смисол, IT како индустрија пружа повеќе можности отколку некои други индустрии веројатно и заради тоа би требало да е атрактивна за предприемачите. Предприемништвото генерално во светот е еден водич, да кажем, на целата економија, искрен, вака барем од искуството кое што покажува. И мислам дека треба дури малку повеќе да се занимаваат и државните институции, значи со целиот процес, со едукација на луѓето и така натаму, затоа што реално мислам дека само на тој начин ќе може да им се помогне на луѓето да заработуваат доволно за да живеат подобро. Затоа што знаеме дека проблемот е ниските примања, големата стапка на невработеност и така натаму. Меѓутоа, тоа не може да се реши со отварање на големи, да речеме, капацитети кај што ќе се вработуваат по 1000, 2000 или 5000 луѓе, него едноставно ќе мора да се решава со стимулирање на малите и средните бизниси, односно дури на микробизнисите кај што се луѓе, фирми и така натаму. Целта е да се креира следна генерација на предприемачи во светот, инспирирајќи ги луѓето преку активности во училница, на работно место и на интернет. Како многу важен факт, сакам да истакнам дека во склоп на оваа недела во предприемништвото успеавме во Република Македонија да организираме над 50 настани во над 10 града низ државата. Успеавме да вклучиме над 50 организации, странски експерти кои работат на подигнување на свеста за предприемништвото, но и истакнати лица од бизнис елитата во нашата земја, кои сакаат да им помогнат, да ги поттикнат и да ги мотивираат младите луѓе во предприемништвото и да започнат свој бизнис. Инкубаторот обезбедува простор, обука и професионални совети за млади луѓе со предприемачки вештини. Главната цел е да се видат како креативните идеи се претвораат во реални и продуктивни бизнеси. Ние сме убедени дека австрискиот систем ќе ја подобри конкуренцијата на македонските компании на домашниот и на меѓународните пазари и дека ќе овозможи воспоставување на национален центар за предприемништво. Уште повеќе, канцеларијата за помош на Австрија им помага на малите и средните предпријатија и во организацијата на глобалната недела на предприемништвото во земјата. Инкубаторот е полн. Во моментов имаме неколку апликации што чекаат, бидејќи имаме неколку компании што треба да излезат. Значи станува збор за компании кои веќе 2 години се кај нас, каде значи за еден месецов или следниот месец во декември значи ќе треба да го напуштат инкубаторот, значи ќе се отворат неколку нови места. И во секој случај сме отворени значи за било кои млади луѓе кои сакаат да започнат бизнес, да дојдат на консултации, на муабет, значи во секој случај ќе се потрудиме да им помогнеме. Бизнис ангели е еден, да речем, романтичен и убав назив и има некаков призвук и во можеби во реалноста, ако можам така да кажам, од причини што станува збор за индивидуалци или пак можеби формирани во групи кои што се веќе во некакви ги имаат поминато развојниот свој тек на бизнис, личен развој, веќе имаат створено доволно капитал,
се сигурни во она што го имаат направено и доаѓаат во една животна фаза и бизнис фаза, каде што сакат своето знаење да го преточат преку менторство, преку враќање на помладата генерација на начин на кој што некој па нив им помогнал. Ја има таа компонента повеќе отколку самото финансирање само за себе. Има такви луѓе што не сакат ова да го споделуваат. Ние направивме некаков успех за 10 години со Капитал. Горди сме на тоа што го постигнавме со Весникот и сакам тоа да го споделам да има повеќе такви. И многу е битно, како викат Охридјани на гробиште со музика не се иде, знаеш, многу е битно да има многу такви успешни примери, за да можеш да направиш сцена. Кај нас фали бизнис сцена во Македонија, што ја нема. Например, во некои други земји постои, во Бугарија, например, кога земјам околни земји, постои бизнис сцена. Има многу компании и така натаму. Образованието кај нас мислам дека го има истиот багаж малку за кој зборував и мислам дека има доста простор за поправање на ситуацијата во тој дел. Значи, мислам дека од стручен аспект нашите студенти добиваат добри знаења, но во делот на тоа што значи и како да се влезе во некаква предприемачка комбинација, тука послабо добиваат информации нашите студенти. Моje лично искуство, значи од досегашна работа покажува дека постојат голем дел од младите луѓе кои што завршуваат со образование и кои што нема, да кажем, нека голема желба да понатаму се доусовршуваат во она што го научиле, него едноставно во моментот кога ќе ја најдат таа прва, втора работа, која што може би малку по-добро ќе биде и платена и така натаму, они престануваат во насока на своје совршување, односно се задоволуваат со земање на определена плата и не знам, работење онака како што ќе им се каже. Што е тоа дигитална економија општо? Тоа е всушност економија базирана на електронски добра и услуги кои се произведени преку e-бизнис или e-комерција и се продадени и купени преку електронски пат. Тоа е првата, да кажеме, онака основна дефиниција, а втората дефиниција би била бизнис со електронски менеджмент и продукција која активно користи интернет и веб технологии за да комуницира со своите партнери и потрошувачи да извршува разни трансакции. Значи, едноставно, се она што е стандардната економија, но со имплементација на разни веб и интернет технологии. Ова е обука одговорно предприемништво како дел од проектот поддржан од UNDP, намалување на корупцијата за подобро управување. Инаку обуката ја ставивме за да постигнеме поголем интерес и поголемо внимание во рамките на глобалната недела на предприемништво, која што втор пат се одржува кај нас. Основна цел ме предизвика пред се темата, значи етика, етично однесување, и тоа беше и основната цел поради која што дојдов. Сакав да видам, значи, какво искуството на другите во останатите фирми, колку кај нив има етичко или неетичко однесување.
На ова предавање дојдов затоа што темата ми беше многу интересна, нели денови на претприемништво и се што се случи во оваа недела е дефинитивно нешто многу потребно за мене како млад човек. Меѓутоа етиката нели на работното место и помеѓу работодавците и вработените е нешто што од секогаш ме тангирало затоа што сум се нашла во негативна ситуација и сум се нашла во позитивна ситуација. Сум видела што значи прекрасен менаџер кој што знае супер да ги мотивира своите вработени, кој што знае едноставно да им даде и слободен ден кога е потребно, меѓутоа знае и да воспостави еден етички ред, нели, норми на однесување и на работење, а од друга страна сум била и на друго работно место каде што ништо тоа не се почитува, каде што не знаеш што работи колегата до тебе, едноставно ти е страв да прашаш за тоа што другиот ќе ти каже што ти е тебе гајле, или се договараш едно со претпоставените, ништо тоа не се почитува. Таа некоја линија на етичко и неетичко размислување, нели, однесување некако е многу тенка и многу на некој начин нели дискутабилна, бидејќи етиката е индивидуална работа. Секој различно си го сваќа и ја лично се наоѓам во моментов, барем до сега, до обукава, во некаква конфузија. Зашто тоа што за мене е етично, затоа што јас сум воспитана, мене ми кажале дека нешто е правилно, за некој друг можеби не е така. Па намерно започнав, значи, со првиот слайд на кој што имаше една равенка, дека стратегија по извршување по доверба е еднаква на резултатот, односно дека секоја компанија може да има одлична стратегија и одлично да ја извршува, меѓутоа доколку потрошувачите не и веруваат, никогаш нема да ги купуваат незините производи или услуги. Токму поради тоа, значи целта е да се биде поетичен за да се постигне поголема доверба кај потрошувачите. Јас работам во ОКТА, рафинерија на нафта, и кај нас немаме некој пишан кодекс на етичко однесување, значи што е морално, што е неморално, меѓутоа во голема мерка се почитува етичкото однесување. Значи кај мене во мојата компанија имаме етичко однесување. И тоа што мене не ми кажува колегата, нели, што работи или ја не му кажувам, ако мене ми пречи, некој најмалку не му пречи, затоа што веројатно он така е воспитан. Има некои работи што едноставно треба да се расчистат и затоа сум тука да видам дали јас грешам, дали нели другите грешат, да пронајдам како подобро би функционирала понатаму. Треба константно да се работи, значи, на креирање на некаква свест кај младите за започнување земање собствен бизнес. Зашто да работи за некога за 200 евра, без оглед дали е тоа друга фирма или државна администрација, мислам парите не се големи, 200, 300, 400 евра не е битно, кога можеш да сам да започнеш бизнес и тогаш лимитот ти го поставаш. Значи ако сакаш да заработиш 1000, од тебе зависи дали ќе заработиш 1000, значи со труд, со упорност, со желба за работа можеш да стигнеш до 1000, 2000. Мислам границите тогаш сам си ги поставаш.